И додека иконостасот стар скоро 180 години во црквата Свето Благовештение во Прилеп со децении се распаѓа, СДСМ и ВМРО ДПМН меѓусебно се обвинуваат кој бил виновник за таа состојба, без при тоа да кажат зошто ниту една влада досега не превзела буквално ништо во последниве 30 години. Црквата денеска ја посетија претеници од редовите на СДСМ во Прилеп, градоначалникот и директорот на музеот. 12 години македонската јавност е сведок на формалната поддршка која претходната влада предводена од ВМРО ДПМН и ја даваше на црквата, меѓутоа суштински никаква помош. Директорот на музеот рече дека владиката Петар влегол во кампања на ВМРО ДПМН со тоа што во неделата повика итно да се заштити иконостасот, а претходно според него со години молчал за истото. Директорот вети исто така дека наскоро ќе се реализирал проект за негова заштита, иако Министерството за култура годинава го одби истиот тој проект. Нашата институција уште лани обезбеди средства за пренамена за итна санација на иконостасот, но стручниот тим предводен од Управата за заштита на културно наследство, откако направи детална проценка на состојбата, побараа од нас да извршат истражувачки работи на иконостасот како на дрвениот дел, така и на стиканите површини, тоест иконите, и како резултат од нив да се изготви проект за конзервација на иконостасот. Сакаме да ја увериме јавноста дека тој проект е изработен и го очекуваме решението од Министерството за култура за да почнеме со активности. Ја споделуваме загриженоста на митрополитот Петар, но се прашуваме дали со оваа негова изјава тој не се става во функција на предизборна кампања. За оваа проблематика во ниедна негова пресконференција последниви 11 години од владењето на ВМРО ДПМН не покажа ваква грижа за иконостасот. Од ВМРО ДПМН преку соопштение потенцираа дека токму претеникот Хари Локвенец е еден од тие кои треба да сносат одговорност за овогодинешната, како што кажаа, најскандалозна програма на Министерството за култура, каде Прилеп не постои и е одбиен проектот за црквата Благовештение, а денеска истиот тој без грам срам излегувал и обвинувал како да се уште опозиција. Свештениците па кои со години бараат заштита на иконостасот, повторно порачаат дека ако иконостасот не се заштити, тој може да се урне. Црвојаднината веќе си го сторила своето, трулеш веќе се пројавува. Кога станува збор за оштетата на иконостасот, убаво рече директорот, резбата можеби не е толку алармантна, но носечките столбови кои што го крепат иконостасот се во катастрофална состојба. Не е далеку денот кога постои опасност иконостасот со ова голема висина маса што има да падне кон народот, па не дај Боже да доживееме таква ситуација, па да имаме и човечки жртви. Инаку иконостасот е трет по вредност во Македонија, последно е во Бигорскиот манастир и црквата Свети Спас во Скопје, а го изработила тајфата на познатиот копарничар Петре Филиповски Гарката. Носечките столбови на иконостасот се испукани и изедени од црвојадина. Дел од помалите икони кои се на него се тотално уништени, а уникатните резби секој ден стануваат се пооштетени од забот на времето.